Уставните измени се од национален интерес и не е време за партиски игри. Македонија припаѓа на европското семејство и иднината е во ваши раце. Ова се пораките кои ги испрати европратеничката Гарсија Перес по средбата со председателот на владата. Лидерката на прогресивната алијанса на социјалистите и демократите во Европскиот парламент ја охрабри Македонија да ги исполни условите, за да може да продолжи на европскиот пат. Сепак не може да ни гарантира дека нема да има блокади во иднина, односно не може да даде гаранции за она што бугарската влада ќе го стави на агендата. Навистина беше потребно лидерство да се донесат овие тешки одлуки, но вредат затоа што може да донесат подобра иднина за граѓаните на Северна Македонија. Не можам да дадам гаранција за она што бугарската влада ќе го стави на агендата. Не можам да гарантирам за тоа, но можам да гарантирам дека како група ќе работиме во Европскиот парламент, да имаме добра соработка. Ако некој решил да се изолира, да ја изолира и својата политичка партија. Нема право да ја изолира цела држава, изјави премиерот. Владата и денеска го повтори ставот дека уставните измени биле одлука за граѓаните и за нивната иднина. Она што ние го имаме пред нас се одлуки за продолжување на патот кон полноправно членство во Европската унија. И после таа одлука ќе има уште тешки одлуки затоа што тие реформи не се едноставни. Тоа се реформи кои сите држави членки на Европската унија ги поминале. Тешко е да се каже дека во скоро време власта ќе успее да обезбеди двотретинско мнозинство за отворање на уставот. Иако тоа беше главна тема на лидерската средба минатата недела. Левица категорично одбива да гласа за уставни измени. Албанските партии имаат поставено своји услови. А ВМРО-ДПМН бара гаранции од Европската унија дека нема да има нови блокади во иднина. Иако европските челници не можат да гарантираат за чекорите кои ќе ги преземе некоја друга земја членка на Европската унија.